Петок 13. Добре дојдовте на Слободен печат. Еве што има ново. Македонија и Соединетите американски држави усогласија заедничка изјава и рамка за договор за реципрочна, фер и балансирана трговија, со што се зајакнува билатералната економска соработка и се отвора поголем пристап до американскиот пазар за македонските компании. Ја зајакнуваме билатералната економска соработка и отвораме поголем пристап до американскиот пазар за македонските компании, истакна министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Соединетите американски држави ќе ја задржат реципрочната тарифа од 15% за производите со потекло од нашата држава. Додека паралелно, и тоа е суштината на овој успех, ќе се идентификуваат производи што ќе добијат до 0% реципрочна тарифа. Премиерот Христијан Мицкоски од денеска престојува во повеќедневната посета на Сојузна Република Германија, каде ќе учествува на 62-та Минхенска безбедносна конференција, на која, како што соопшти владината прес-служба, ќе ја реафирмира определбата на државата за предвидлив и фер процес на интеграција во Европската унија, без дополнителни билатерални усогласувања. Мицкоски е придружуван од министрите за одбрана Владо Мисајловски, за надворешна политика и надворешна трговија Тимчо Муцунски и за внатрешни работи Панче Точковски. На Минхенската безбедносна конференција ќе учествуваат повеќе од 1000 делегати од над 115 земји, вклучувајќи 60 шефови на држави и влади, 100 министри за надворешни работи и представници на големи меѓународни организации, меѓу кои се шефовите на Европската унија, НАТО, ОПСЕ, Светската банка, Светската трговска организација и бројни агенции на Обединетите нации. На собирот меѓу другите се очекуваат председателот на Украина Володомир Зеленски, францускиот председател Емануел Макрон, кинескиот министер за надворешни работи Ван Ки, германскиот канцелар Фридрих Мерц. Исто така, учество потврди и државниот секретар на САД Марко Рубио. Минхенската безбедносна конференција, предводена од председателот Волфганг Ишингер, во наредните 3 дена станува место каде стотици носители на одлуки и лидери на јавното мислење од различни региони на светот ќе разговараат за предизвиците на безбедносната политика. Семено насилство во Кисела Вода. 23-годишна жителка на Скопската општина го пријавила во полиција незиниот татко, соопшти МВР. Жената дала исказ дека инцидентот се случил во нивниот дом пред 2 дена, кога била физички нападната од незиниот татко, ДА 62 годишен. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, велат од полицијата. Дали ќе се сретнат Путин и Зеленски? Ставот на рускиот председател Владимир Путин дека средбата со Володомир Зеленски може да се одржи само во Москва останува на сила и е добро познат, изјави портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Нема ништо ново во тоа, изјави Песков пред новинарите, коментирајќи ја изјавата на Зеленски дека не е подготвен да се сретне со Путин на територијата на Русија или Белорусија. Коментирајќи ги изјавите на европските представници за можни контакти со Русија, Песков рече дека рускиот председател никогаш не одбил директни контакти со европските лидери и најави нова рунда разговори за Украина. Високиот функционер на Пентагон, Елбридж Колби, им порача на европските министри за одбрана во Брисел дека мора да ги зајакнат своите борбени капацитети и да ја преземат водечката улога во одбраната на континентот од руската закана. Тој кажа дека САД ќе ги намалат своите конвенционални сили во Европа, но во исто време нагласи дека Вашингтон останува посветен на НАТО алијансата. Ја повика Европа да премине од обични придонеси и намери кон реални резултати и капацитети. Неговите коментари, дадени зад затворени врати на состанокот на министрите за одбрана на НАТО, беа објавени невообичаено брзо. Американците ја напуштаат стратешката база во Сирија.
Што значи овој потек? Американската војска соопшти дека го завршила повлекувањето од стратешката база во Сирија, предавајќи ја на владата во Дамаск, што е најнов знак на зајакнување на американско-сириските односи, објави Reuters. Гарнизонот Ал-Танф се наоѓа на тромеѓето меѓу Сирија, Јордан и Ирак. Основан е за време на сириската граѓанска војна во 2014 година, а првично се користел како центар за операции на коалицијата предводена од САД против милитантите на Исламската држава. Иако Вашингтон долго време сметаше дека вреди да се задржи таа база, администрацијата на Трамп ја преиспита ситуацијата откако долгогодишниот сириски диктатор Башар Ал-Асад беше соборен во декември 2024. Две лица се убиени, а едно е повредено во вооружен напад, што се случи во четвртокот навечер по локално време во студентскиот дом на Државниот универзитет во Јужна Каролина. Ноќта околу 21 часот почнале да се слушаат истрели од една од собите во студентскиот дом. Веднаш потоа на кампусот бил воведен полициски час кој траел неколку часа. За сега не се познати други детали, а не е разјаснато дали сторителот на нападот е се уште во слобода. Државниот универзитет во Јужна Каролина, на кој студираат повеќе од 3000 студенти, еден од двата историски универзитети, институција која ја посетуваат главно афроамериканци. Нови тензии околу Куба. Русија се надева дека ќе ги реши прашањата околу нафтеното ембарго на САД против Куба преку конструктивен диалог со САД, изјави портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Песков рече дека Русија не сака незината помош за Куба да предизвика дополнителни американски царини и да доведе до понатамошна ескалација, иако моменталната трговија меѓу Русија и САД е на нула. Инцидент на зимските олимписки игри во Милано. Обезбедувањето на Snoop Dogg се судри со поранешната шампионка во брзо лизгање. Маријана Тимер обвини членови на обезбедувањето на американскиот рапер дека физички ја отурнале за време на настан во арената за брзо лизгање. Според незините тврдења, инцидентот се случил во средата по трка на 1000 метри, во момент кога раперот го напуштал објектот, а таа во тој момент чекала спортисти за интервју. Голема измама со билети за Лувр. Француските власти уапсија 9 лица во рамки на истрагата. Според обвинителството се сомнава дека во текот на изминатата деценија музеот претрпел штета од повеќе од 10 милиони евра. Меѓу уапсените има двајца вработени во музеот, неколку туристички водачи и лице кое се смета за организатор на мрежата. Истрагата започнала откако управата на музеот забележала често присуство на двајца кинески туристички водичи за кои постоело сомневање дека доведуваат групи на туристи користејќи исти билети повеќе пати за различни посетители. Во организација на Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Город-Цвет Скопје, денеска во Дебармало ќе се одржат 24-та манифестација посветена на виното и љубовта, дебармалски средби и серенади. Средбите што се одржуваат по повод Свети Трифун и Свети Валентин ќе започнат во 13 часот кај мостот кај Жабарот, а програмата ќе се одвива на повеќе локации преку музички, поетски и гастрономски содржини, наменети за љубителите на уметноста и традицијата. Настанот кој има повеќе од 2 децении традиција се организира под водство на уметникот и хуманист Живко Поповски Цветин. Празнувајте со срце, возете со разум. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата упатија апел до сите учесници за внимателно, совесно и одговорно учество во сообраќајот за време на празникот на виното и љубовта 14 февруари. Празниците се време за радост, блискост и споделени мигови со саканите. Но вистинското прославување е она пошто сите безбедно се враќаме дома. Затоа не дозволувајте момент на невнимание да ја засени убавината на празникот, по случајот РСБСП. РСБСБ порачаа дека доколку се пие алкохол да не се седнува зад волан, наместо тоа да се избере јавен превоз, такси или возач што не пие алкохол.
Денеска не очекува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, кои ќе бидат пообилни во југоисточните региони. На повисоките планини врнежите ќе бидат од дожд и снег, а ќе дува умерен до засилен северозападен ветер. Максималната температура денеска ќе се движи од 8 до 13 степени. Од почетокот на следната седмица се очекува дополнително заладување, при што врнежите претежно ќе бидат од снег. Ви благодарам на довербата и на вниманието. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.